Официјално, Лидс доби нов тренер, Марш го наследи Биелса. Англискиот премиер лигаш Лидс Юнайтед и официјално има нов тренер. Джеси Марш доаѓа на местото на Марсело Биелса, кој доби отказ по серијата лоши резултати. Марш потпиша договор до јуни 2025 година и на клупата на Лидс ќе дебитира в сабота на гостувањето кај Лестер во рамки на премиер лигата. Джеси Марш тренерската кариера ја заполна како помошник на селекторот на селекцијата на САД, а во 2012 година седна на клупата на Монтреал. 3 години потоцна го презеде Њу Йорк Ред Бул за по 3 години да замине во Лајпциг за да му биде помошник на Рајф Ранлинг во Салцбург. Во сезоната 2019 и 2020 ја основи двојната круна на Салцбург, а минатото лето потпиша за Лајпциг. Во германскиот тим не се прослави и по неколку месеци си замина од клупата. Евролигата ги исклучи руските клубови. Раководството на Евролигата одржа итен состанок за да донесе конечна одлука за еднината на руските тимови во елитното кошарско надпреварување во војниот конфликт меѓу Русија и Украина. Кошаркарските тимови, исто како и фудбалските клубови, добија лоша вест, односно тие се суспендирани од Евролигата и Еврокупот. Се суспендира учеството на руските тимови ЦСКА, Уникс и Зенит во Евролигата, како и на Локомотива во Еврокупот. Ке го следиме развојот на ситуацијата, а доколку не се промени на подобро, тогаш тимовите целосно ќе бидат избришани, соопштија од Евролигата. Организаторите на надпреварувањето претходно решија дека руските тимови ќе играт на неутрален терен, но сепак се предомислија по предлогот на Интернационалниот олимписки комитет да се суспендират руски и белоруски спортисти. УЕФА го раскина договорот со руски Газпром. Европската фудбалска унија УЕФА потврди дека го раскина договорот со рускиот гигант Газпром поради војниот конфликт меѓу Украина и Русија, кој трае веќе 4 дена. УЕФА и ФИФА презема сериозни мерки против руските клубови и репрезентациите, па ги суспендираа сите надпреварувања, а Европската куќа на фудбалот реши да ја прекине соработката со еден од главните спонзори на Лигата на шампиони. Газпром и плаќаше на 4 милиони евра на УЕФА за соработка, но гигантот остана без договор поради инвазијата на Русија. Договорот беше подпишан во мај 2021 година и требаше да трае до 2024 година, меѓутоа ситуацијата драстично се промени. Европската ракометна федерација ги суспендира руските и белоруските екипи од сите надпреварувања кои се под нивна организација. По препорака од Интернационалниот олимписки комитет, спортските федерации почна да ја суспендират Русија од надпреварувањата. Покрај Русија ја суспендираше и Белорусија. Репрезентациите на Русија и Белорусија, како и клубовите кои се надпреваруваат во ЕХФ се суспендирани. Ова одлука останува на сила до следното соопштение. Судиите од овие држави нема да бидат номинирани за следните надпревари додека не се реши проблемот. Нови организатори ќе бидат избрани за Европското првенство во ракомет на плажа, кој требаше да се одржи во Москва, соопштија во ЕХФ. Вардар на 2 март требаше да игра против белорускиот тим Мешков Брест, но дуелот беше одложен поради актуалната ситуација во Украина. По денешното соопштение јасно е дека овој дуел нема ни да се одигра. Мешков Брест беше на последното место во А групата од Лигата на шампионите во која е и Вардар. Барселона сепак не се откажува од Дембеле. Управата на Барселона во зимскиот преоден рок сакаше да подпише нов договор со Осман Дембеле, а откако представниците на фудбалерот ја одбија понудата, му се заканија со суспензија и префрлање на трибините, но сепак повторно сака да преговарат околу договорот. Тренерот на каталонскиот тим, Чави Ернандес, кој со доаѓањето на местото на Роналд Куман ја препоради екипата, не се согласуваше со ставот на управата и не сакаше да се откаже од Дембеле. Францускиот репрезентативец му возврати на тренерот со одлични игри и ја натера управата да рететира од
првичниот став и повторно да се седне на маса со Дембеле и неговиот агент за преговори околу нов договор. И понатаму сме отворени за преговори. Осман Дембеле ги знае нашата понуди и желби, а тоа е да се остане во Барселона. Се надеваме дека на крајот од сезоната ќе размисли уште еднаш за својата одлука, изјави претседателот на Барселона Жоан Лапорта. Според каталонскиот весник Спорт, Осман Дембеле е воодушен од работата на Чави и односот кој тренерот ги има кон него. Наводно Дембеле им рекол на најблиските пријатели дека за прв пат откако е во Барселона почувствувал дека и припаѓа на екипата, како и дека тренерот го разбира и му верува и извлекува максимум од неговите квалитети. Француските медиуми пак тврдат дека Дембеле, чиј одговор со Барселона му истекнува на крајот од сезоната, не подпишал ниту предговор, ниту одговор со идниот клуб.